Авионската дезинсекција е послаб ефект покажува. Над населено место зборувам, значи во ретета, ако има елементарни непогоди, за брзо да се делува на отворени површини, на доризови полиња, шумски појаси и така натаму. Тука имаме подобар ефект, меѓутоа на населено место не. Според целосната местоположба на Република Македонија како умерено континентална, 5 третирања потребно е ларвицидна и 5 третирања адултицидна од земја. Значи, пак ќе кажам, авионската дезинсекција на населено место не. Прво, ларвицидната, по предпоставки, според нашето климатско подрачје што е во Република Македонија, поточно за Скопје сега ќе зборуваме, крајот на март, почеток на април, ориентационо би требало ларвицидната да се направи. Сепак зависи, нели, пак од надворешните услови. Не има стриктно да кажеме 20 март или 1 април. Експерти, секогаш препораката е да се обрне внимание да се опфати цела стоечка водена површина. Значи, колку повеќе ларвицидна во хектари се третира, толку е подобро. Да не дозволиме да одлетаат комарците. Затоа што после кога ќе одлетат е многу потешко да се контролираат. Значи, многу се пластични, многу добро се адаптираат на средината, значи многу е тешка борбата со нив. И најважно е водите да се истретираат. Ако редовно се третира, ќе има помалку одлетени и полесна ќе биде после теретичката дезинсекција. Со оглед што немаме ни стручна екипа, доволно зборувам генерално за низ Македонија, тогаш веќе мај месец според температурата ја одредуваат за прскање. Значи не може еден топол град како што е Гевгелија, Дојран во исто време да се третира како Крушево и Берово. Значи ме разбирате, температурните промени се многу важни. Најдобро е да се има за секој регион стручно лице кој што ќе си постави ловилка и да види кога прв пат се појавува и да се направи проценка. Меѓутоа, за жал, тоа го немаме, освен овдека во Скопје, што го работиме ние. Колку пати ќе се прска, најдобро е да се направи анализа, истражување во самиот град, да се види кога прв пат се појавува, значи таа сезонска анализа. Од почетокот од март да се постави ловилка, па до крај на октомври и ќе се види пикот како е на комарците. Колку пика има, колку генерации има, колку е повисока температурата, повеќе генерации има и повеќе прскања треба да има. Ако е поладно, помалку генерации, помалку прскања.